Со низа настани во Македонија, денеска се одбележува и слави споменот на Свети Климент Охридски, просветител и ученик на светите браќа Кирил и Методи. Како дел од основоположниците на словенската писменост и литература, Климент Охридски има огромен придонес кон светската наука и култура. Празникот традиционално и годинава собра голем број на верници кои во соборниот храм во Скопје дојдоа на литургија за да го одбележат денот на својот патрон. Здравието, среќата и берикетот се најгласни во молитвите, но се повеќе се слушаат и оние за мирот. Верниците со длабок наклон се прекрстија, барајќи од светецот и Бога благосостојба во животот. Дел од граѓаните велат важноста на Свети Климент е голема, бидејќи се продолжува неговото учење. По неговите учења, всушност и ние понатака продолжуваме да се просветлуваме. За православиево све најдобро. Што можел да направи, тоа он го направил. Важен е за кирилицата, за православието. Светец и просветител, профмакедонски архиепископ и творец на Охридската школа, Свети Климент Охридски, има посебно место во срцата на верниците од земјава. Велат овој празник е свет за сиот македонски и православен народ, го одбележуваат со децении, а неговото негување не смее да застане. Граѓаните сепак со поделени мислења за тоа дали доволно го почитуваме она што тој го оставил. Па да, го почитуваме. Мислам дека не го почитуваме доволно. Кој почитува, кој не почитува. Еве, ја го почитувам, дојдов тука за се поклонам пред храмот. Кој сака, ќе го чувствува, кој не сака, него проблем е тоа. Празникот го одбележа и државниот врв во Универзитетската библиотека, која го носи името на светецот, а на неговиот споменик пред објектот беше положено и свежо цвеќе. Преку социјалните мрежи, председателката Гордана Силјановска-Давкова упати честитка до сите верници, додавајќи дека пораката на Свети Климент за милост и знаење треба да биде водич за заедничка инспирација за подобра Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски го честиташе празникот и напиша дека делото на Климент покажува дека преку образованието се зајакнува иднината на народот. Слична честитка упати и председателот на собранието Африм Гаши, кој напиша дека овој ден треба да биде поттик за поголема посветеност кон образованието и меѓусебната почит. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак во честитката меѓу другото истакна дека влогот на Климент да ја шири писменоста во време на прогонства е потсетник дека силата на народот лежи во неговата писменост и образование.